Дево, Майко, господарке, ти руно се оросено. Радуй се, невесто, не небесна, возвеличана на небесата, оздравците поплескава. Радуй се, невесто, не небесна, радостна горойте десвени, от ангелите посилна. Радуй се, невесто, не небесна, посветла от небесата, от светлината почиста. Радуй се, невесто, не небесна, от сите небесни воинства, владичице си по света. Радуй се, невесто, не небесна, радуй се, песно херувимска, радуй се, химно ангелска. Радуй се, невесто, не небесна, радуй се, одо серафимска, и радостна ангелска. Радуй се, невесто, не небесна, радуй се, миру веселие и пристана спасение. Радуй се, невесто, не небесна, свечетогуна славата, сутуна нетението. Радуй се, невесто, не небесна, радуй се, градино изобилна, на вечността, на животот. Радуй се, невесто, не небесна, радуй се, дърво на животот, на безсмъртност източнику. Радуй се, невесто, не небесна, тебе те молам, царице, тебе те сега призивам. Радуй се, невесто, не небесна, тебе те смилостивувам и радост барам, владичице. Радуй се, невесто, не небесна, девойко кротка, безгрешна, всесветая владичице. Радуй се, невесто, не небесна, тебе храму духове, гора зоте преконувам. Радуй се, невесто, не небесна, прифати ме, от душманот избави ме. Радуй се, невесто, не небесна, покажи ме на живот вечен наследник. Радуй се, невесто, не небесна, света Дево, владичице, нескверна Богородице. Радуй се, невесто, не небесна.
на оние што се нафатиле на некакво добро и богоугодно дело, не само што не треба да им се попречува и пресекува стремежот кон доброто, туку треба по можност да се подкрепуваат, да им се помага во усилбите и да се засилува нивната ревност. Стои во првиот хривосул на византискиот император Алексиј I Комнин од 1085 година. Во име на таквиот порив за создавање и раздавање на доброто, нашите предци подигале задужбини во името на Христовата вера. Бдееле над нив, ги варделе, простум застанувајќи пред лицето на рушителите. Своите рамења ги поддавале за да им бидат столбови на црквите и манастирите, да додржат и тогаш кога беснееле невремиња. Ваше Преосвештенство, викарен епископ Јаков Стобиски, почитуван градоначалник на општина Струмица, господин Костадин Костадинов, почитуван градоначалник на општина Новосело, господин Ѓорѓе Божинов, почитуван градоначалник на општина Василево, господин Славе Андонов, почитувани гости. Добре дојдовте на промоцијата на книгата Прилози за историјата на манастирот Велјуса во издание на општина Струмица. Уредник на изданието е професор доктор Сашо Цветковски, дописен член на МАНУ, во соработка со манастирот Воведение на Пресвета Богородица Елеуса Велјуса, Струмичка епархија, Македонска православна црква, Охридска архиепископија, Јустинијана Прима. Автор на предговорот е викарниот епископ Стобиски господин Јаков, а преводот на оригиналните текстови го направија професор доктор Воислав Саракински и отец Атанаси Арсовски. Почитувани, ве поканувам да го проследиме поздравното слово на викарниот епископ господин Јаков. Владико, повелете. Почитуван градоначалник на општина Струмица, господин Костадин Костадинов, почитувани градоначалници на општина Новосело, господин Ѓорѓе Божинов, на општина Василево, господин Славе Андонов, почитувани советници, почитуван академик Ѓорѓи Попатанасов и професор доктор Сашо Цветковски, драги професори, представници на политичките партии, директори на институциите, драги браќи и сестри. Дозволете ми најпрво во име на нашиот свет владика, митрополитот Струмички, господин Наум, и секако во свое лично име на сите да ви посакам добре дојде на овој значаен настан, но уште повеќе на ова на многу позначајно место, на кое што уште во далечната 1080 година еден смирен монах Христов, а подоцна и епископ на Тивириопол, го подигнал овој величествен храм, кој што е зад нас во чест на Мајката Божја, на Пресветата Богородица и секако во слава Божја, зашто сведочат двата добро познати надписи на мермерните надвратници внатре во црквата, од кои што јас тука на овој собор би цитирал еден од нив, оној позначајниот, поприсниот, личносниот, кој што отсликува еден однос синовски, онаков однос како што би можел да има еден монах кон Пресвета Богородица. Надписот вели: бидејќи ја положив сета моја надеж во тебе, о мајко непорочна, извор на милоста, јас, пастир, монах Мануил, твој слуга, ти го принесувам тебе, владичице, овој храм. И еве, драги браќи и сестри, после повеќе од 1000 години, ние сме сведоци дека Пресветата Мајка Божја го примила овој дар скромен од рацете на епископ Мануил, и еве после толку време сведочиме дека нејзиното мајчинско застапништво и закрила
не прекинува до ден денес и за ова свето место, но и оние што се подвизуваат и живеат овде. Сметам дека оваа студиозна монографија е едно од позначајните дела од поново време и своевиден придонес, или како што вели насловот, прилог за историјата на манастирот во Велјус. Пред да им отстапа место на промоторите на ова значено издание, пред се сакам да им се заблагодарам на Советот на Општина Струмица и на градоначалникот господин Костадин Костадинов, кои што несебично ја превзема обврската да бидат издавачи на монографијата, но и на сите обврски должности што произлегуваат од тоа да се биде издавач. Секако на уредникот на изданието, професор доктор Сашо Цветковски, за неговиот стручен осврт и придонес, на преведувачите професор доктор Воислав Саракински, високо преподобниот отец Атанаси Арсовски, кои што со своето длабоко познавање на старогрчкиот јазик ни го возможи овој веродостоен и автентичен превод. На овие документи важно е да напоменеме на оригиналите кои што и ден денес се чуваат во ризницата на Светогорскиот манастир Иверон. Еве воедно и благодарност до современото братство Светогорско, кое што сподели документи и дополнителни прилози од архивата кои што послужија за изработки, за издавање и верувам и на освртот на професорот Цветковски. И секако на крај, доколку дозволите во име на сите вас, верувам сите го чувствуваме истото, огромна благодарност од сите нас на сестринството на овој свет манастир, кое што го продолжува христоликото дело, не само на основачот на монаштвото тука и ктиторот на овој свет храм, туку и на сите преподобни монаси кои што смирено низ вековите до ден денес се подвизува, солзеа, се каја овде и со своите свети животи го осветија ова место и го направија да биде свето. По нивните свети молитви Бог да не благослови, да не помилува. Сега го поканувам академик Ѓорги Попатанасов да ви се обрати. Академик Попатанасов, повелете. Добар ден на сите. Јас ќе бидам краток во моето излагање, бидејќи Сашо, професорот Цветковски, ќе даде поширок осврт на оваа проблематика. Пред нас имаме едно многу важно издание. Мало по обем, но големо по содржина, затоа што во него се издадени важни историски документи поврзано со овој наш манастир. Тука се хрисовулите, што се многу битни документи, тука е типикот, тука е инвентарот, инвентарниот попис на имотот, движниот имот на манастирот. Мене, бидејќи јас занимавам со проучување на стари ракописи, стари црковни книги, ми направи впечаток третото поглавје од инвентарот на манастирот, во кој што се набројуваат 68 црковни книги, ракописни се разбира, од библиотеката на манастирот. И бидејќи знаеме дека во Иверскиот манастирот Ивер или Ивирон во Света Гора, кој што овој Велјуса бил меток на тој манастир и дека тамо се однесени архивските материјали, архивата на манастирот, која што се зачувани преписи од хрисоволите, од типикот, од инвентарот. Меѓутоа, ништо не знаеме за судбината на ракописите кои се чувале во библиотеката на манастирот.
Тоа се 68 книги кои што во ова поглавје, третото поглавје, се дава еден вид археографски опис на самите ракописи. Се дава што е тоа Евангелие, форматот, дали е пишуван врз пергамент или врз хартија, дали е илуминирано ако е Евангелие. Например, имало Евангелија кои што биле со богата илуминација, со миниатури на евангелистите, со заставици, иницијали, сето тоа работено во злато, во таква техника. Сега, јас размислував околу тоа каде би можеле да се најдат, ако се зачувани некои од тие ракописи, каде би можеле да се најдат? Ако тие се однесени заедно со архивата во Света Гора, во Ивирон, може да се бараат евентуално во синодалната збирка во Москва, која што се чува во Државниот историски музеј во Москва, бидејќи еромонахот Арсений Суханов, кој е монах од Светот Троицко-Сергиевата лавра кај Москва, бил во средината на 17 век на Света Гора по налог на патриархот Тихон, кој што сакал да направи реформа во црковните книги, и тука собрал околу 500 ракописи кои што ги однел во Русија. Најмногу ракописи земал имено од Ивирон, од Иверскиот манастир. Значи, од таму земал 156 ракописи, додека од другите манастири, например, како Великата Лавра Светијата Анасија, земал само 61 ракопис. Што значи дека евентуално меѓу тие ракописи што ги земал еромонахот Арсений Суханов, сега нели во синодалната збирка во Државниот историски музеј во Москва, може евентуално да се најдат некои од тие ракописи кои што биле собственост на манастирот во Велјуса. Ако пак некои од тие ракописи останале во манастирската библиотека, евентуално ако биле тие тука во 19 век, значи кога се формирала ова бугарската екзархија, сето тоа по налог на екзархот, свештенството, монаштвото, сето во Македонија ракописно наследство го собирала и го носеле во Цариград и оттаму по пошта ги праќале ракописите во Бугарија. Бидејќи во оваа библиотека во Велјуса претежно биле ракописи византиско-грчки, во Бугарија сега, например, има многу библиотеки во кои што има византиско-грчки ракописи кои што се собрани од теренот во Македонија. Има такви ракописи во Народната библиотека во Софија, има во библиотеката на Бугарската академија на науките, има во Црковниот историско-архивен институт при Бугарската патриаршија, пак во Софија, има во овој центарот за византиско-словенски истражувања Иван Дујчев, пак во Софија, потоа во Националниот историски музеј исто така има византиско-грчки ракописи по потекло од Македонија. Исто така можат да се евентуално побараат некои од овие ракописи, ако се зачувани, овој руски археолошки институт во Константинопол, кој што почнал со работа во 1895 година и работел до Балканските војни, некаде до 1913 година. Тој исто така вршил редовни истражувања во Македонија, по црквите, по манастирите и собирал ракописи, најмногу византиско-грчки, и сега овие ракописни книги се чуваат во библиотеката на
Руската академија на науките во Санкт Петербург. Таму има 195 византиско-грчки ракописи, при што голем дел од нив потекнуваат од 9, од 10, од 11 век. Што значи може евентуално да се пронајдат некои од овие ракописи во овие збирки што ги наведов. Тоа значи дека ако оваа екипа што го направи, го создаде ова вредно издание, ако продолжи со работа, би било добро да се направат напори, да се пронајдат некои од тие ракописи кои што биле собственост на манастирот, да се направат дигитални копии од ракописите и да се направи една дигитална реституција на црковното книжевно наследство што се чувало во овој наш свет манастир. Благодарам. Академик Ѓорги Попатанасов. Подготовката на едно вакво вредно издание подразбира професионален и прониклив пристап кон уредувањето, редактирањето и целокупното оформување на книгата. Го поканувам почитуваниот професор доктор Сашо Цветковски, дописен член на МАНУ и уредник на изданието, да ви се обрати. Професоре Цветковски, повелете. Благодарам. Ваше Преосвещенство, уважени гости, академик Попатанасов, професор Филиповски, драги колеги, пријатели. Денеска ми причинува посебно задоволство, еве што можам да кажам неколку збора за ова навистина вредно издание, кој што еве 2 години го подготвувавме и денеска еве имаме можност да го промовираме. Но, кога говориме ние за нашата историја, за нашата традиција, кога говориме за се она што е културно наследство и што го сочинува тоа културно наследство за 1000-годишната историја на манастирот Велјуса, мора да знаеме некои работи, за наши работи кои се автентични и кои се само иманентно наши. А тоа е дека културното наследство во Македонија треба да знаеме дека располагаме со над 6000 археолошки локалитети. Треба да знаеме дека располагаме со приближно 30.000 икони, 3000 црковни споменици од времето од 11 до 19 век, 40 на базилики, над 1800 ракописи. Еве сега и академик Попатанасов нешто ни говореше и всушност така ни отвори сите нам, поготово нас од институтот и од академијата, една нова тема која ние веројатно и понатака ќе продолжиме да ја проучуваме и истражуваме. И се она што е поврзано со културното наследство во најширока смисла, па еве би ги кажали тука еден голем корпус од 600 хартиени икони. Се тоа го сочинува тоа наше вредно културно наследство и гледано низ овие бројки тоа е импозантно, создавано низ повеќе епохи, од праисторијата преку антиката до раниот среден век и времето на преродбата. Се разбира кога говориме за традицијата, за црковната традиција, поготово за сферата на историјата на уметноста, голем дел од ова културно наследство припаѓа на 19 век и времето на преродбата, но она што е средниот век, она што е времето на периодот на византиското, што го ние викаме, односно се она што е творено и создавано во тој дух и во тој стил и стилски израз, византиски стилски израз, меѓу другото и манастирот Велјуса, се тоа е еден сегмент кој е исклучително важен и мене ми е посебно драго што денеска ние можеме да говориме за една 1000-годишна историја за еден манастир, за едно духовно светилиште, за тоа што ја сочинува она основата и суштината на она наша традиција, на она наше исконско битие. Почитуваниот епископ Јаков ја спомна молитвата на Мануил, која навистина е длабоко и монашки исконска, бидејќи сета љубов, сета молитва што ја имал и сета надеж Мануил ја дал и ја упатил кон Богородица. И навистина,
тие дарови на Богородица, како што кажа епископот, ние и денеска ги овдека чувствуваме и ги на овој начин чествуваме. Па така и кога се приближуваше јубилеот 840 години од основањето на манастирот Велјуса, 2021 година, нашиот истражувачки центар за културно наследство при Македонската академија на науките и уметностите, во соработка со епископот Јаков, односно Струмичката епархија и сестринството на манастирот Велјуса и секако со големата поддршка на градоначалникот Костадин и општината Струмица, пристапивме кон изработка на едно вакво значајно научно-историско дело. Така да, знаејќи дека 80-тите години на минатиот век професорот Милковиќ Пепек објави една поголема монографија за манастирот Велјуса, но претежно насочена кон историско-уметничките вредности на самиот манастир, овој пат се одлучивме малку да проговориме и да се задржиме на оние најсуштествените работи од историјата на манастирот Велјуса, а тоа е историските извори, историските документи и се она што се подразбира по таа стара, автентична историска архива на манастирот Велјуса, која е единствена, морам да кажам дека е единствена, која еден наш манастир од средниот век или од доцниот среден век ја поседува. Тоа е она што манастирот Велјуса го чини единствен и затоа нашата цел беше на овој начин да ги афирмираме, може би веќе и подзаборавените документи од таа архива, бидејќи морам да кажам дека изминатите 100 години, откако беа првично објавени 80-тите години на 19-тиот век, едноставно архивата на манастирот Велјуса во манастирот Ивирон исчезна и таа се сметаше за изгубена веќе. Но некако еве по веројатно и промисла Боше 90-тите години се пронајде повторно и тоа сега отвори можност ние непосредно и автентично да пристапиме кон истражување на овие историски документи. Па така изборот нам ни беше насочен кон оние најстарите документи, а тоа се Хрисовулите, повелбите на византискиот император Алекси I Комнин, она што е автентично и што го чини манастирот единствен во Македонија, а тоа е архивата, односно бревионот на драгоценностите, на се она што го сочинувала таа ризница манастирска од времето на 11-тиот, 12-тиот и 13-тиот век и се разбира, може би, она највредното типикот. Типикот, тој монашки устав што секој манастир го поседувал на времето и секој манастир живеел и се устројувал по начелата на типикот, а пак типикот на Велјуса е единствениот наш средновековен типик автентичен, кој ние го денеска го имаме едноставно. Така да тоа беше предизвик да пристапиме кон обработка на овие документи. Првин, интердисциплинарно, настапивме со превод на грчкиот текст, кој воопшто не беше едноставен и беше навистина предизвик на професорот Саракински, кој направи многу добар, извореден превод, би кажал, но благодарение на отец Атанаси и неговото познавање на византискиот грчки, би кажал, средновековниот грчки јазик, ние у суштина го добивме автентичниот дух на самиот типик. Не само на типикот, него и на инвентарот на манастирот. И сега тоа е еден извонреден текст, може би еден од најубавите преводи што ние сме ги направиле воопшто изминатите 50 години на некои извори, грчки историски извори за наши манастири, за наши цркви, за наши личности, што се дел од нашата духовна, но и културна историја на македонскиот народ. Документите се навистина вредни, бидејќи не само за манастирот Велјуса, него гледани пошироко во византологијата и во средновековната и науката за средниот век, медиевистиката, ретко се сочувани автентични повелби, основачки повелби на некој манастир. А ние овдека ги имаме две повелби. Тоа е повелбата првата од 1085 година и втората повелба од 1106 година.
Тоа се повелби со кои се потврдува кредиторското право на монахот Мануил. Се потврдуваат сите права што тој веќе со самиот кредиторски чин ги остварува. Но од друга страна и самиот Алексий Комнин, византискиот Вазилевс, чини еден гест на милосрдие кон самиот односно монах Мануил и застанува како покровител, го дава своето царско покровителство на манастирот Велјуса. Па така да и баш и по тоа манастирот Велјуса на тој начин се издвојува од останатите средновековни манастири, бидејќи ние знаеме дека во Македонија имаме неколку манастири кои се поврзани со ктиторството или на некој начин со некои дарувања на византиските Вазилевси, но ни еден манастир го немал личното покровителство на Алексий Комнин. Па дури Алексий Комнин 1106-1105-106 година пред да издаде втората повелба, дури тој доаѓа во манастирот и се поклонува пред иконата на Света Мајка Божја и пред иконата на воведение на Пресвета Богородица. И навистина се овдека што ние гледаме во овој автентичен манастирски амбиент, од архитектурата, од керамопластичната декорација, од изворедната декорација на подот, од фреските што се овдека сликани и 1080 година и 1164 година, се е тоа автентично со силно влијание на Цариград. Тоа не смееме да го заборавиме, бидејќи Мануил бил постојано присутен во Цариград, бил ценет во кругот на најучените луѓе околу императорот, а и од самиот император лично. И ние со епископот имавме неколку разговори кога веќе ни се оформуваше една слика, еден лик на епископот Мануил, од таа историска скица, од тој историски така еден лик, ние да го добиеме оној вистинскиот Мануил. А како тоа го направивме? Па точно со исчитување на сите негови повелби, односно 22 поглавја во Типикот. Значи тој пристап исконски што тој го носи длабоко во себе, да не заборавиме дека Мануил е представник на битиниското монаштво, тој е воспитаник и долги години поминат во лаврата на Свети Аксенти на гората Опсикија во Битинија, едно од најголемите монашки центри во близина на Цариград. И после, откако ќе ги видиме сите напори и сите усилби што ги вложил монахот Мануил овдека, ние у суштина ја воспоставуваме таа нитка, таа исконска веза што била помеѓу гората Опсихија и монаштвото овдека во манастирот Велјуса. Се што напишал Мануил во тие 22 поглавја, се у суштина тоа е традицијата на гората Опсихија. Али не само тоа, ние во инвентарот на манастирот ние ги имаме записите дека многу култови кои ние денеска ги славиме во Македонија, односно ова македонско поднемје ги слави македонската црква, се у суштина донесени и овдека се пробиле благодарение на монахот и епископот Мануил, да не говориме за неговиот заштитник Мануил, Савел, Исмаил, тоа се култови кои се стигнати од Мануил. Култот на Свети Стефан Нови исто е стигнат преку Мануил, бидејќи во 9 век во манастирот на Свети Аксенти се подвизува баш Свети Стефан Нови богослов, значи едно големо име на византиското монаштво, но и голем поборник за Христовата вера, иконофилот Свети Стефан Нови. Така да сите овие документи собрани на едно место во една вака прекрасна книга со еден прекрасен визуелен формат, многу грижливо подготвена, и тука сакам посебно да го нагласам ангажманот на сестринството на манастирот Велјуса кој се погрижи за овој сложен графички слог. Ние вака денеска да го имаме во рака и навистина со голема грижа, љубов и посветеност пристапија кон изготвување на оваа книга.
благодарно се разбира до градоначалникот Костадинов, кој ги препозна вредностите и старината на манастирот Велјуса, не само за Струмица, него и воопшто за таа наша културна историја на Македонија, а поготово се она што ние го имаме и го живееме како тоа наследство на Византија, на таа голема империја и голема цивилизација. На крај, еве, ми дозволите, преосвештени, сакам само неколку збора да кажам у смисла што она, можеби манастирот во иднина треба да го прави како една традиција и како еден завет што го оставил монахот Мануил, а тоа е, како и самиот што пишува во 8 глава од неговиот типик, секоја година на 21 ноември и на 22 и на 23 ноември да се чита типикот на манастирот. Па може би тоа е една убава традиција да се воспостави во манастирот, па иде на еден свечен така литургиски начин и тоа и да се продолжи како една традиција, што е многу важно. Бидејќи многу нешто преку Мануил стигнале, така и еве тоа на некој начин и наша обврска, ние тоа да го продолжиме, бидејќи сега возобновениот манастир овдека го врати духот на она првобитното и вредното што го монах Мануил така посакувал, а тоа трае веќе скоро 1000 години. Па еве јас повеќе не би должел ради овој ветер што ми рекоа дека Велјушки ветер, па така, тој може да понесе, но може и да... па така ви благодарам. Каран епископ господин Јаков Стобиски, почитуван академик Ѓорги Попатанасов, почитуван професор доктор Сашко Цветковски, почитувани представници на Католичката црква, дами и господи. После се кажано на оваа прекрасна промоција на монографијата Прилози за историјата на манастирот Велјуса, мене ми преостанува само најискрено да ви се заблагодарам на сите кои вложивте исклучително голем и професионален труд во ова дело со непроценливо значење за сите нас и нашето православно минуто. Навистина сум горд што го поддрживме издавањето на оваа монографија, а нашата поддршка за вакви и слични дела ќе продолжи и понатаму, затоа што тие оставаат силен печат на тоа што сме биле, што сме и тоа што ќе биде. Посебно сум горд што во ова вредно дело представува влог во исполнувањето на заветот оставен од основачот на манастирот, монахот Мануил, дека треба да се чува манастирот, да се исполнува со трудолюбивост, зашто него го чува милостивата Мајка Божја, со чие будно и спасоносно посредништво би се спасиле отци, браќа и духовни чеда во Господ. Струмица и струмичани се пример како се чува и негува културното наследство. Како се негува духовното богатство, особено кога станува збор за духовните храмови, кои својата историја ја влечат долго во минатото. Поддршката за публикување на монографијата Прилози за историјата на манастирот Велјуса е придонес во конзервирањето на знаењето за овој наш духовен бисер и духовна ризница. Манастирот во Велјус е еден од малобројните чија историја и постојање може да се следат од времето на основањето па се до денешен ден, кога се возобновија традицијата и монашкиот живот во манастирот. Тоа го возможува необично богатата и содржајна архива на историски документи и историски извори, сочувана во манастирот Ивиран на Светогорската Атонска, чиј метох од средината на 13 век е манастирот во Велјус. Ова капитално дело ги содржи трите најважни прилози:
хрисовулите на царот Алексиј Комнен, инвентарот на манастирот со сите негови драгоценности, како и типикот на манастирот Велјуса, кои сведочат за карактерот и непроценливата вредност на Велјушкиот манастир, кој представува непроценлива духовна ризница и потврдува дека Велјушкиот манастир е вековен расадник на православното монаштво и духовност во Македонија. Монографијата во себе содржи единствени и уникатни преводи од старогрчки на македонски јазик на најстарите пишани документи кои датираат од 11 век, кои за прв пат собрани на едно место ќе представуваат можност за учење, запознавање и истражување на македонското православно минато. За крај, убаво е од ово свето место да посакаме неколку убави пораки во време кога е најтешко да се биде она што е најлесно, да се биде човек, во време кога немалку луѓе погрешно поимаат што значи прогресија, што значи регресија, во време кога сите ние, кога светот е исправен пред дилемата да се држиме до разумот или да се држиме до моралот. Оти преку практичен пример, може би разумно е да се војува, но не е морално. Да си посакаме мир во светот, да посакаме љубов, да простиме на оние кои што погрешно поимаат прогресија и регресија. Оти единственото нешто, според мене, кое што е и разумно и морално во денешно време е простувањето. Ви благодарам. Градоначалнику Костадинов ви благодариме. А сега ве замолувам да го проследиме вториот настап на вокално-инструменталниот состав Стихири.
Stvoriteľi Otec nás, site stana se, so podvižniku na uma. Tebe veličame, chvíleme. Čuvajú na verata i múdrosa. Верувам дека овие убави звуци од стихири, овој велјушки ветер ќе ги однесе многу подалеку од Струмица. Поздравете ги со уште еден аплауз. Се подигна овој храм на Пресветата Богородица милостива од темел, од Мануил монах и сегашен епископ на Тивериопол во годината 1080-та. Стои во сведоштвото, во ктиторскиот надпис над западниот влез на нартексот од првобитната црква. Сведоштвата, впишани во каменот, остануваат немо, но гласно да говорат за добродетелствата на оние кои со Божја промисла граделе и создавале. Нивната стаменост и одвет со векови им пркосат на човековата минливост и трошност. Тие и денес, илјадалетија подоцна, се тука, со порти ширум отворени за молитва и смирение. Оти на крајот, во исконот, ќе бидат запишани само добродетелта и љубовта. Почитувани, ви благодариме за присуството, за вашата очите ви светат, навистина ве гледам од другата страна, се извинувам што излегувам од протоколот, меѓутоа енергијата која што се создаде денес е навистина посебна. Ви благодарам за тоа, ве покануваме на еден скромен коктел. Секое добро.